Ја игнорираат и газат врз волјата на граѓаните, а сега им текна да ги прашуваат што мислат они. Венко Филипче и СДСМ имаат најмалку право да бараат или зборуваат за референдум за било кое прашање, а најмалку за теми кои се однесуваат на надворешната политика и идентитетските прашања. Крајно лицемерие партијата која го потпиша преспанскиот договорот за добрососедство и го прифати францускиот предлог без да се консултира со било кого, а најмалку граѓаните, сега да зборува за народно изјаснување, не само што не консултираше, туку целосно го изигнорира референдумот што под притисок мораше да го организира за промената на името. Ние имавме еден референдум чии резултати Социјалдемократскиот сојуз и тогашниот лидер Зоран Заев, а со тоа и неговите наследници Ковачевски и сега Филипче покажа каков однос имаат кон најголемиот степен на демократијата во една држава што всушност е референдумот. Тие ја погазија волјата на граѓаните на Македонија, организирајќи криминална представа практично во собранието. Бишеваc смета дека ова покажува несериозност од партијата на Филипче, бидејќи јасен е ставот на граѓаните, повеќето од нив, односно цели 70% се уште сакаат членство во ЕУ. Со ова барање според него СДСМ сака да ја сокрие својата безидејност. Дополнителна несериозност кај оваа партија покажува што вакво барање имаат во време на сериозна глобална економска криза, кога сите држави гледаат финансиите да ги искористат за она што е најпотребно и неопходно. Недостаток на релевантност, стратегија партиска за да може како предводник на опозицијата да биде дел од она што се случува во државата. Барањето за референдум, за организирање на референдум за членство во Унијата не е ништо друго, туку обид да се заскрие сопствената неспособност, да се понудат подобри идеи, решенија за државата. Историјатот на СДСМ во однос на непочитување на волјата на граѓаните има подлабока историја, уште од референдумот за независност, кога од страв на народот му сервираа двосмислено прашање преку територијалната поделба која гурнаа со тезата некои прашања не заслужуваат одговор, па се до неодамнешниот за промената на името. Веројатно поради сето ова, владата вчера експресно ја одби иницијативата, велејќи дека ваков референдум би бил само залудно трошење на пари.